Добар ден, почитувани. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Каков родител сте? Зборувате ли понекогаш со повишен тон со детето или пак викањето и галамата во домот ви се непознати? Како реагирате кога вашето дете ќе добие лоша оценка на училиште? Со казна или со разговор? Кој е вашиот родителски пристап? За различните типови на родителство и дилемата, кој е најдобар? Разговараме со професор Благица Ризовска-Ванич, лиценциран психолог, психотерапевт. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, затоа останете на Телма. Многу родители се изјаснуваат дека родителството е потешко од очекуваното. Зошто е тоа така? Кој е најдобриот родителски пристап? Треба ли да се приспособи кон детските потреби и однесување? Бројни се родителските дилеми. Убава вест е што Роса реализираше проект во кој собра на едно место повеќе експерти од различни области со цел да им овозможи на родителите да добијат одговори од прва рака, кои ќе им бидат на дофат во секое време. Под името Роса онлайн школа за родителство објавен е првиот серијал видеа, кој може да ги погледнете на веб страницата на Роса или на нивниот YouTube канал. Професор Благица Ризовска-Ванич, лиценциран психолог, психотерапевт, е дел од оваа платформа на Роса, а денеска е гостинка и во магазинот за родителство 0+ месеци. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Многу родители тврдат дека родителството е потешко од она што очекувале и веруваат дека е потешко од она што било некогаш. Зошто е тоа така? Родителската улога е една од најодговорните улоги што ги имаме во животот. Во исто време и најубавата работа на светот, но можеби и најтешката работа, која што постојано бара адаптација, раст и развој и како возрастна индивидуа, заедно со сите оние потреби кои што децата што ги имаме си ги носат во различни развојни фази. Токму ова представува предизвик за многу родители, бидејќи не се раѓа детето со прирачник за родителствување, нити пак некој кој што не бил во таа улога може да знае што све таа улога побарува. Така да бара трансформација, учење, постојано истражување, постојано консултирање во текот на растот и развојот на детето, кое што на некои родители на вистина им представува потешкотија и предизвик. Сега, бидејќи живееме во едно време во кое што постојано има информации и на социјалните мрежи, и во медиумите, и во нашето секојдневие, во однос на како треба, што е добро, што не е добро за децата, кои се најновите трендови во медицината, во здравството, во психологијата, сето тоа стана некако многу достапно сега. Од една страна тоа им олеснува на родителите, бидејќи можеби полесно можат да дојдат до некој контакт, информација или она што им е потребно за да добијат брз одговор на било кое прашање. Но од друга страна, преплавувањето со голем број на информации многу често ги збунува родителите, бидејќи тие информации може да се контрадикторни. Значи, од една страна, она што го пишува во книга, може да не работи воопшто во пракса или нешто што го применуваме во растот и развојот и во контекст на потребите на едно дете, не мора да значи дека ќе функционира со друго дете. Значи, доколку има повеќе членови и повеќе деца во рамките на семејството, не значи дека еден родителски стил на идентичен начин ќе функционира со сите деца. Така да самото истражување, зборување, комуникација, секојдневно присуство во рамките на семејството овозможува да поблиску да се дојде и дознае кои се потребите на детето, кој е неговиот карактерен стил, каков е неговиот темперамент, што функционира, а што не функционира со одредено дете. И ова не е фиксно, затоа што едно е кога детето има година, 2, 3, 5, друго е кога детето е во тинејџерски години, кога е во адолесценција, кога се менуваат потребите и каде што е потребно малку поинаку да се пристапи и во разговарањето, меѓутоа и во разрешувањето на секојдневните проблеми. А колку често врз родителите влијат и притисоците од околината? Бабите, дедовците, роднините, соседите, пријателите, па некогаш дури воспитувачите?
Колку често родителите постапуваат онака како што мислат дека е социјално прифатливо и исправно, наместо онака како што чувствуваат дека треба во длабочината на душата? Така, значи тоа е многу тежок социјален притисок кој што се наметнувањата во однос на што мора, што треба, како е добро, како е лошо. Многу ригидни граници се поставуваат во однос на што е добар родител според некого, што е лош родител според некого. И ова навистина може да повреди некој родител, нели, или родителот постојано да се обвинува и препрашува дали правам добро, не правам добро, дали грешам, каде грешам, што е потребно да сменам, што не е потребно да сменам. Значи, како што кажав, од една страна може да овозможи социјалната средина поддршка во смисла на имање со кого да се консултирам, доколку е поддржувачка, но во исто време ако се наидува на судови, критики, остри граници, кои што викаат дека ако правиш вака си лош родител или ако правиш вака, нели, на одреден начин се однесуваш дека нешто ќе се случи со детето, че сето ова доведува до многу големо разочарување кај голем дел од родителите кои што се справуваат и со анксиозност и многу често се депресивни, многу често не знаат каде да се обратат, бараат помош и поддршка, понекогаш доаѓаат нели на психотерапија да се консултираат и да проверат до каде се и што се. Јас би рекла дека не постои родител што не греши. И во ред да грешиме, нели, во процесот на родителствување и дека во исто време, нели, свесноста дека понекогаш ќе направиме нешто што е во ред, а понекогаш можеби ќе направиме грешка од која ќе научиме нешто ново, овозможува да се истражува и понатаму и да се најдат соодветните, или да се фати тактот, ритамот, до каде, колку, како, селективно во релација со детето и со другите членови од семејството. Што советувате како родителите да постапат кои ќе најдат на коментари од типот ние во наше време не правевме така, или легни си го детето порано, гледај колку е саат, или детето ти е коски кожа, ништо не јаде, дај промени нешто во начинот на кој што ја организираш исхраната, па и обратно, види колку е полничко, преземи нешто. Да. Значи, кога вакви пораки... Има милион примери од овој тип. Има милион примери. Можам да набрам на висина уште доста. Да. Вакви пораки родителите ќе добиваат и добиваат постојано. Значи, можеби може да ги поттикнат да размислуваат колку е тоа вистина или колку не е. И во однос на, нели, нивното чувство на сигурност или несигурност во она што го прават во текот на растењето на детето. Доколку самите тие се чувствуваат сигурно во, нели, начинот на кој што се однесуваат или чекорите што ги превземаат, без разлика ли се врзани за исхраната, за емоционалното здравје или за однесувањето на детето, мислам дека малку ќе ги земат во предвид, но нема бурно да реагираат на ваквите, нели, пораки, замерки или критики. Од друга страна, ако некој родител е малку поранлив, можеби поминува низ некој свој собствен процес, во кој што се препрашува постојано или можеби себе обвинува за она што го прави, или пак истражува, еве, ако го споредуваме, не беше вака во минатото, треба вака да правиш, или јас знам повеќе од тебе затоа што сум го поминал тоа. Многу често овие трансгенерацијски пораки и трансфер може да оневозможат да се биде вовде и сега со сопственото дете. Значи, има родители кои што во обидот да не бидам како моите родители или во обидот пак да бидам како моите родители затоа што, нели, добро си ја завршиле работата, ја пропуштаат можноста да бидат навистина родители, значи да се истражат себе си во сопствената улога. Така да пораките ќе доаѓаат, тука е изборот или одлуката како ќе се носам со нив и што е она што ќе го превземам како одговорност, нели, како одговорност на родител, родителска одговорност, или она што можеби ќе го селектирам и ќе го вратам назад и ќе кажам ова не е вистина. Значи, секако дека јакнењето на потенцијалите на родителите е во правец на донесување на самостојни одлуки и селективност, дека нешто можеби и ќе ми користи, што доаѓа од надвор, како порака, сугестија или забелешка, а некои работи, навистина, само се, нели, туги, се припаѓаат на некој друг, доаѓаат од некое друго време и од некое туѓо искуство кое што нема допирни точки со, нели, релацијата родител-дете во нашето искуство.
Ајде да проговориме за влијанието на технологијата врз родителството. Веќе споменавте дека на еден клик ни се достапни море од информации, но како сето тоа влие кај новата генерација родители во процесот на родителството, од аспект на нивните деца? Децата се сега постојано на интернет. Некои велат дека интернетот всушност почна да ги воспитува децата, а не родителите. Технологијата има многу големо влијание и денешните генерации се родени со технологија, значи не е дека им е нешто што им се наметнува или им е ново, туку од самото раѓање се изложени на различни, имаат пристап до интернет, имаат пристап до различни содржини кои што некогаш се корисни, едукативни, можат да придонесат во растот и развојот, и во исто време содржини кои што не се корисни, кои што можат да наштетат или можат да ги вознемират самите деца. Така да има вистина во тоа дека голем дел од информациите што денес децата ги добиваат и начинот на кој што размислуваат за светот, начинот на кој што се градат или имаат ставови во однос на живеењето и на самите нив, се креираат од она што го читаат, следат, гледаат на интернет. Овде би препорачала во однос на родителите да не се бунтуваат во смисла да ја исклучам технологијата целосно, бидејќи мислам дека тоа е невозможно. Има родители што викаат немам телевизор, немам компјутер, нели воопшто не давам на детето да биде изложено на интернет, меѓутоа ова веројатно ќе биде до некоја возраст. И потоа е неизбежно. Детето неизбежно ќе биде дел од овој свет. Повеќе мислам дека е во правец на прифаќање што добро таму може да се употреби. Повторно е селективноста, а што е она што можеби не врши работа или не е во контекст на возраста или во контекст на состојбата во која што е детето физички и ментално. Така да учењето на децата од рани години да прават селекција на информации или да знаат што е она што е корисно и што не е, и во исто време како да реагираат ако најдат на содржини кои им се вознемирувачки, оптоварувачки или кои што им предизвикуваат да не можат да заспијат навечер или да не можат да учат доволно или да немаат доволно концентрација во текот на часовите, бидејќи ова се сега теми со кои што најчесто се соочуваме кога доаѓаат деца на психотерапија, затоа што таа хиперактивност или неможност да се следи сето она што се случува во секојдневието поради стимулусите, постојано се бомбардирани и од слики, и од сцени, и од звуци. Брзи информации. Тие сакаат брзо да дојдат до информации. Сега кога ќе отидат во училиште и во училницата е бавно. Значи има некој друг процес на учење, споделување на материјата и на некој начин процесот е сосема поинаков, а на вистина на децата им е предизвик да останат седнати на столча, да можат да го изслушаат тоа и да ја восприемат информацијата во правец на совладување на истата. Еве и на факултет јас нели сум дел од училница во која што има студенти и секоја година забележувам дека иако нели се еве да речеме повозрасни, потребно е да се менува и начинот и пристапот како да се привлече нивното внимание и на кој начин да се испрезентира сето она што се нуди, бидејќи на вистина таа технологија оневозможува она што ние го знаеме нели како процес на учење да се сега да се примени. Значи доколку не им се не се нудат различни содржини на 15-20 минути да се менува нешто, во смисла на има теоретски дел, па потоа да се промени, да се понуди нешто искуствено. Да, па после да се насочат да го употребат, например, телефонот или технологијата да истражат нешто. Па потоа пак да се вратиме на теоријата. Значи сето тоа во суштина им овозможува да го да има тек на нештата и на некој начин нити да биде инстантно, нити да биде нели бавно за нив, па да не можат да следат. Значи барањето на некој заеднички баланс и конструирање на пристапи и во родителствувањето, меѓутоа еве и во училиштата, можеби ќе овозможи да се најдеме побрзо во смисла на тоа што е она што во овој момент најдобро функционира за нашите деца.
Бидејќи неспоредливо е она пред 20 години, 30 години, кога можеби и немавме толку информации, не бевме толку изложени на сите тие содржини, и во тој момент сосема поинаку течеше учебниот процес, или како се учиме и да користиме информации, меѓутоа и во исто време како да го градиме однесувањето собствено во однос на светот што не обкружува. Многу работи се променети во однос на неколку децении порано. Современите родители велат дека дури нема доволно време да престојуваат во домот заедно со своето дете. Дали е тоа проблем во процесот на родителството? Така, значи, присутноста на родителите, посебно во првите години од растот и развојот, е секако многу важна. Зборувам и физички да се присутни родителите, меѓутоа и психолошки да се достапни за своите деца, посебно нели кога детето се уште не зборува или кога се уште е комплетно зависно од околината. Секако дека тоа не значи да се откаже родителот од сите своји цели, амбиции, кариера или сето она што го градил и создавал во животот. И тука е можеби неможноста некогаш да се направи соодветен баланс, колку време се поминува на работа, колку време се поминува во домашни услови, кога не е родителот дома, кој се грижи за детето, каков е квалитетот на тоа искуство за детето, бидејќи не е само да се биде присутен, туку и какви искуства ние имаме кога сме присутни со нашите деца. Тоа значи дека постојат родители што се и 24/7 присутни со нивните деца, меѓутоа тоа не значи дека децата имаат квалитетни искуства во текот на целиот ден. Значи клуча квалитетно поминато време, заедничкото време. Квалитетно поминато време, да. Значи дури и да се тоа помалку часови во текот на денот, значи колку што нели има родителот да ги помине со децата, да може во тој период и да разговараат, и да комуницираат, и да споделуваат, и да види што е она што нели се случува со детето во текот на денот. Може би да сподели што е она што би можеле да го прават заедно или да испланираат нешто што би го правеле во текот на неделата, во текот на викендот или во она време што го имаат заеднички. Така да предизвик е на вистина балансирањето, затоа што многу родители во обидот да имаат екзистенцијална сигурност, работат и во неколку смени, работат неколку работи одеднаш, или пак едниот родител е апсолутно посветен на домот, другиот е цело време надвор од домот, нели, за да може да заработи доволно за да ги задоволи потребите на семејството, и се случува ни едниот ни другиот да не е задоволен, затоа што на некој начин и тој што останува дома смета дека би требало да има нешто, некој свој живот, без разлика дали е мајката или таткото. И тој што е постојано на работа, исто така кажува дека е исцрпен и дека треба да работи за повеќе луѓе за да може нели да се задоволат сите тие потреби. Во исто време и нели она борбата, желбата посебно на женската популација која што мислам дека е во постресна улога во смисла на што повеќе различни улоги, жена во кариера или на работа, жена дома, жена мајка, значи на некој начин се уште мислам дека товарот според она што го гледам и искуствено и слушајќи ги нели какви се односите дома, некако паѓа на женската популација која што во обидот сето тоа да го изменаџира, да го исконтролира, некогаш контролата излегува надвор од контрола. Значи во обидот све да постигнам, на крај испаѓа како ништо да не сум постигнала, и кога нема резултати, например, кај детето, какви што се очекувани од страна на тој родител, значи доаѓа до многу големо разочарување, бидејќи се вложувам, давам, правам, менаџирам, нели, на некој начин жонглирам со сите тие обврски искуства и на крај кога можеби детето се чувствува неуспешно или не може да постигне нешто или можеби има некакви забелешки или се жали во однос на воспитувањето кое што го имало во текот на неговото растење, значи ова представува понекогаш многу голем психолошки удар, кое што и такако предизвикува најразлични ментални состојби и нарушувања кај овие родители.
Ќе ги поканим и гледачите од овој момент да се вклучат во програма по магазинот за родителство 0+ месеци за сето она што е поврзано со воспитувањето и родителството, пред се современото родителство. Можете да поставите прашање и секако да добиете одговор од нашата гостинка. Ние продолжуваме понатаму. Има различни стилови на родителство, има 4 основни стила на родителство. Тука можеме да ја погледнеме и она слика која што го илустрира родителството. Значи може тоа да бидат авторитативен стил, авторитарен стил, пермисивен стил, неангажиран стил, понекогаш и со други имиња сето тоа е опишано. Можеме да ја погледнеме и фотографијата и да искоментирате еве што говорат овие основни 4 стилови на родителство. Какви се родителите во тие моменти и на кој начин тие влијаат и врз развојот на детето. Така, значи има различни називи, има различни поделби. Можеби јас не би се држала толку цврсто во однос на називите. Мислам дека оваа поделба што ја споменуваме тука е правена врз основа на нивото на контрола и нивото на емоционална достапност на родителите. Значи, односот на колку е присутна контролата, а колку има емоционална достапност, значи прави различен стил на родителствување. И сега ако одиме по авторитарен стил е стил каде што има високо ниво на контрола или каде што можеби има помало ниво на емоционално врзување или реално слушање на потребите на детето. Значи тука се тргнува од јас ќе ти кажам како да правиш, јас сум тој што подобро знае од тебе и потребата да ме слушаш што ќе ти кажам, тоа е патот кој што ќе те одведе до најдобри резултати. Кога има доминантен родител? Кога има доминантен родител, значи кога се тие граници многу високо поставени и на некој начин како да постојат само тие како услов детето да биде прифатено. Значи ако ме слушаш си добро послушно дете, ако не ме слушаш, тоа значи дека можеби не правиш нешто како што треба, што може да доведе до големо чувство на срам, нелагодност, неприфаќање, намалување на самодовербата кај децата, кој што во тенденцијата да бидат послушни деца ќе се изгубат себе си. Затоа што цело време ги пресликуваат сега тие мора, треба, како треба, што е она што треба да го направам за да околината ме сака и прифати. И ако не се држам до туѓото, ако не ги исполнувам тугите желби, тугите потреби, тогаш не е дозволено да бидам јас и да пред светот да се представам таков каков што сум. Ова е еден можен стил. Потоа имаме стилови во кои што па нема контрола толку силна, каде што доминира потребата да се биде емоционално достапен за детето и да се исполнат сите негови потреби. Значи некако доживувањето е така фалат граници. Како да во обидот да ги исполнам сите потреби, ова е можеби малку попријателски стил, но понекогаш и многу пропуслив стил, каде што границите не се јасно поставени во однос на докаде, колку, како, што, туку све може да пројде и да му попуштиме на детето или на некој начин да му дозволиме да биде се по негово. Да биде се по негово. Значи постои и таков стил каде што во обидот родителот да, како што кажав, можеби да излезе во пресред. Ова може да е врзано и со искуствата на родителите, како тие биле третирани од светот, колку им било излегувано во пресред. Бидејќи вообичаено, ако не ми било излегувано во пресред на моите потреби, можни се алтернативи да станам и јас исто така, некој кој што е многу ригорозен, или ќе станам обратното. Значи, многу попуслив. Многу попуслив, затоа што знам како ми било кога некој се однесувал на таков начин, па сега го правам другиот поларитет или другата екстрема во која што допуштам се и се што да помине без да има јасно поставена граница. Потоа имаме и стил во кој што нити има контрола, нити има емоционална достапност на родителите, можеби е најризичниот ако го зборуваме теоретски, каде што детето е запоставено на некој начин. Значи, тука се родителите можеби физички, меѓутоа
нити емоционално, нити во контекст на физичките потреби се достапни. Значи како да постои детето, ама да не постои. И такво и доживувањето на децата, дека постојат луѓе во мојот дом, меѓутоа никој нити ме гледа, нити ме слуша, нити знае како ми е, нити ме прашува. И како да се препуштени децата апсолутно сами на себе, да се снаоѓаат, значи да бараат начини да си ги задоволат собствените потреби, а родителот, нели, доживувањето е како да само фигурира на хартија или е тука за да постои, а во исто време, нели, нема соодветен контакт кој што би бил хранлив и кој што би овозможил да се расте, детето да расте и да развива на соодветен начин. И ајде да одиме, ако веќе одиме по таа категоризација, која што има нели, онај авторитативен, некаде се вика и демократски стил, каде што има здрав авторитет, каде што границите се поставени како такви, и има, нели, одредено доволно ниво на емоционална поврзаност или ангажираност, каде што во текот на комуникација со детето истовремено, нели, се овозможува детето да биде видено, слушнато, прифатено, такво какво што е, да се изслушаат потребите и во исто време да се постават, нели, рамките или границите што, докаде, колку, како, со взаемно зборување, споделување и на некој начин договарање со детето, бидејќи на детето навистина му е потребен родител. Особено во тинејџерски години, кога мислиме дека врсниците се тие кои што го дефинираат мислењето на децата навистина имаат потреба од граници. Значи, не е идејата, нели, овде кај пермисивниот стил е попријателски пристапот. Меѓутоа, тоа не значи дека да се биде пријател со детето ќе врши работа секогаш. Може би во некои фази, пак ова ќе кажам не е фиксно, јас не би ги делела и не би сакала да се, може би сега слушателите што се родители да се фиксираат на тоа дека јас се однесувам на еден или на друг начин и тоа е апсолутно лошо. Не се мисли така. Ние сите припаѓаме во некој стил. Кога ќе ги слушнеме овие стилови, ќе се препознаеме можеби во неколку. Ќе се препознаеме веројатно, да, во некои периоди и во сите. Тоа сакам да кажам дека не е погрешно ако во некој период од родителствувањето сме се нашле и како неангажирани, или како пермисивни, или како авторитарни, нели, тоа не значи дека лошо сме ја завршиле работата. Тоа сакам да кажам. Значи, во зависност од контекстот, во зависност од условите на полето, под услови на полето, мислам, на која возраст е детето, што се случува таму, што ни се случува дома, дали е тоа некој мирен период во кој што можеби нема толку голем стрес или можеби ни се случуваат преселување, загуби, менување на работни позиции, значи кои што менуваат све во домот. Така. Значи сето тоа може да доведе во некој период да биде можеби практикуван еден стил, а во некој друг веќе да биде нешто друго. Така. Би рекла дека многу е важна свесноста што правам сега. Значи што правам во релацијата со моето дете и како тоа функционира или не функционира. И да го слушам детето, да го слушнам фидбекот, како се чувствува, што е она што допира до него, или можеби се исклучува, па не сака ништо да допре до него. Мислам, што и да се случува, може да биде индикатор или ефект на она што ние го градиме, го кокреираме заедно со нашето дете, и доколку сме свесни, секако дека постојано има надеж нешто да се менува или да се заеднички создава околина која што ќе биде хранлива и соодветна на возраста. Бидејќи, како што кажав, едно е кога е детето на 3-4 години или кога е тодлер, друго е кога детето веќе се идентификувало до некаде, е на тинејџерски години, се бара себе си, нели, има многу голема разлика во пристапите. Така да не значи дека еден пристап е добар или лош во различен контекст, но повторно е битно да се најде, да се фати тој такт, таа динамика и што е она што во моментот функционира или не функционира во тие релации. Сега во современото родителство се јавува уште еден тип на родители. Тоа се родителите кои што премногу го заштитуваат детето, така наречени хеликоптер родители.
Зошто не е добро родителите да го заштитуваат детето како да е под стаклено звоно? Така. Значи, тоа е пак екстрем. Еве и сега додека зборуваме, некако цело време се наметнува дека кога е нешто, дури и заштитата кога е премногу, може да доведе до немање на доволно простор за себе идентификација. Значи, ако јас постојано зависам од некого, некој е постојано тука и немам потреба да, се употребам себе си, затоа што моите потреби ќе бидат задоволени на еден или друг начин од страна на родителот, значи во тој случај мал е просторот да го употребам својот организам, својот потенцијал, себе си во контекст на градење на односи со околината, бидејќи нас ни е потребно, еве како храната кога ја јадеме, да загризаме, значи да загризам нешто, да го ражвакам, за да на некој начин го почувствувам вкусот, да видам дали е за мене, дали не е за мене, и да одлучам дали ќе го голтнам, ќе стане дел од мене, ќе биде нешто хранливо, или можеби ќе го вратам назад во околината. На ист начин е исто менталната храна. Значи, ако е презаштитнички стилот на родителствување, детето нема простор да џвака. Значи, како цело време да го храниме со она блендирана храна или со течна храна, која што оневозможува да се почувствува. Значи, да почувствува кои се неговите потенцијали, кои се неговите снаги, но и кои се неговите лимити. Така да, како што кажав, не е дека е се апсолутно точно или погрешно. Понекогаш родителите во обидот да бидат најдобри што знаат, го прават сето она што знаат и умеат за да овозможат здрава околина за своите деца. Кога имаат чувство дека прават премногу, можеби е време да застанат и да се препрашаат. Што тоа значи? Од каде доаѓа? Како се случува тоа? Или ако имаат доживување пак и дека прават премалку, и ова е некаков индикатор. Значи, ако премалку се инволвирам или не сакам да си дојдам дома, или останувам предолго на работа со идеја дека таму ми е подобро и ако се вратам дома ќе биде хаос, и не сакам да бидам дел од тоа. Значи, се што е надвор од оптимално, значи што е во премалку, премногу, може да има своји последици. Така, споменавте некој не сака да си дојде дома, бидејќи дома би било хаос. Дали родителскиот стил е одговорен за сето тоа? Бидејќи гледаме една цела генерација на деца кои што се своеглави, размазени, без почит кон родителите, постарите, околината. Дали е тоа развојна фаза или пак е резултат на некои од овие родителски стилови во воспитувањето што ги наброевте пред малку? Па веројатно и двете. Значи, јас мислам дека пак зависи од контекстот, зависи од она што се случува во моментот. Факт е дека да, имаме генерација и многу поплаки од страна на родителите дека што и да направат, детето не одговара на соодветен начин, но тука и прашањето дали во тој случај треба да се откажеме од тоа и кој ќе се грижи за тоа дете сега. Затоа што многу често се случува да ја пренесат одговорноста родителска на професионалци или на наставниците или на луѓе кои што се во окружувањето на детето и да дигнат раце. Сакам да кажам дека во вакви случаи родителот доаѓа, например, го носи детето на психотерапија, вика детето е проблем. Еве го детето. И очекува од психотерапевтот да го реши. И очекува од психотерапевтот, да го поправи детето. Значи, ова се многу чести барања кои ги имаме секојдневно. Сега, кога се случува вакво нешто и кога психоедукативно им се објаснува на родителите дека за да има ефект, самата психотерапија, целиот семеен систем би требало да биде вклучувајќи ги и нив, дека и самите родители е потребно да дојдат на терапија или индивидуално, или во семеен сетинг и да се постојано вклучени. Значи, не е идејата ќе го оставам сега детето пред врата на психотерапевтот и ќе одам на кафе или ќе правам нешто друго и кога ќе се вратам ќе имам друго дете. Мислам, тоа нема шанси да се случи во рамките на процесот. Туку заеднички да се вклучат, инволвираат, заинтересираат, бидејќи во соработка со психотерапевтот можеби ќе откријат работи што не можат
Самите да ги објективно детектираат, да ги така, да видат. ги согледаат. Да, затоа што викаме ако си во сликата не можеш да видиш сликата. Значи ако некој е цело време инволвиран во семејната заедница и во својата улога, понекогаш не може да биде свесен како тоа од надвор изгледа. Така да не е идејата да се откажеме и да дигнеме раце или да се обвиниме и да кажеме мојот родителски стил не чини или нешто погрешно правам и сега е време некој друг да го прави тоа за мене. Никој друг нема да го направи тоа, нели, за тоа дете. Значи родителската улога е незаменлива и ниедна друга улога не може да направи било што за развојот и воспитувањето како што може родителот. Така да на родителите како во вакви ситуации навистина им е потребна помош и поддршка од страна на стручни лица, но не и во правец на воспитување на децата и не е идејата да ги поправаме децата. Значи, не е идејата да бидат децата нешто што не се, туку заеднички да истражуваме како дошло до одредено однесување. Што полето, нели, што таа заедница или контактите што тоа дете ги има во текот на денот влијаат за тоа дете така да се однесува. Што говори вашето искуство? Колку често не се поставени на времено граници во домот? Или пак родителот бил недоследен во нивното спроведување? Така, значи постои и едното и другото, каде што има многу ригидни граници, каде што родителот се бори да ги одржи границите до тој степен што прегорува, значи кај него се јавува нели она чувство на дека имам толку многу обврски кои што растат со текот на времето што не можам да имам контрола. Значи постои и тоа како во обидот да ги поставам сите граници да се изгубам и себе си и релацијата со сопственото дете, бидејќи детето ќе протестира. По некое време може и да се бунтува, нели, или да бара своја слобода, што е исто така здраво. Значи има право и да се бори за да се нели ослободи на некој начин да биде автентично. И обратно, нели, го имаме и делот каде што баш е ова откажување, дигање раце, дека јас не можам ова да го направам и тогаш оди, нели, или кон себе обвинување или кон обвинување на другиот партнер или на цела околина или на бабите, дедовците, наставниците се криви, другите деца се криви, нели, сите други се виновни затоа што, нели, јас не можам да најдам начин да воспоставам соодветен контакт со сопственото дете. Значи ги има и едните и другите и секако дека има дел од родителите кои што не се никако идеални и не значи дека не грешат, меѓутоа многу работат на себе. Значи работат и на личниот раст и развој, нонстоп се преиспитуваат. Ние викаме додека се преиспитуваш на добар пат си. Значи, нели, има надеж дека во некој момент ќе се откријат различни потенцијали кои што може да бидат употребени во родителствувањето. Така да има родители кои што бараат стручна помош, учествуваат во групи во кои што ние, нели, зборуваме на сите овие теми, во кои што читаат, се едуцираат, истражуваат, нели, се отворени во тој процес да си ги видат и собствените предности, своите потенцијали, но и собствените лимити. И ни самиот процес учат или сте свесни во смисла на ова е тоа што го правам. Можеби наредниот пат ако експериментирам или направам нешто друго, ќе има некаков друг ефект, што на некој начин им овозможува да низ тој процес и на себе спознавање, да бидат и добри модели за своите деца, тоест да им покажат дека да, и ние како родители не сме идеални. Некогаш грешиме, некогаш можеби сме кажале нешто што не било соодветно на самата ситуација, но во исто време сме направиле и обид да промениме нешто или сме направиле и обид да подобриме таа комуникација. И ова на децата навистина им значи. Значи, без разлика колку безизлезно или безуспешно понекогаш тоа изгледа, обидот на родителот да е тука, да присуствува, да, нели, да менува, да се да расте, да се развива, да слуша, да е присутен во овде и сега, не во што било пред 20 години, какво било родителствувањето или во контекст на што ќе биде, него што е она што ни се случува во моментот и му возможува на децата и самите тие да ги развиваат овие потенцијали кај себе. И сега вела дека родителот треба да биде родител, но треба ли да биде истовремено и пријател, другар на своето дете? Така.
Значи, Како да се изгради една конструктивна врска помеѓу родителот и детето, комуникацијата, блискоста? А сепак родителот да остане родител. така. Значи, во контекст на дали би било исклучително пријателство меѓу родител и дете, мислам дека и тоа не би вршало работа на долг рок. Повторно зависи колку години има детето, нели? За колкаво дете зборуваме. Но Некогаш знаат родителите да кажат јас сум најдобра другарка со мојата ќерка или најдобар другар со мојот син. Да, мислам тоа е убаво во контекст на доверба, во контекст на нели давање на простор да можеш да ми кажеш се што имаш да ми кажеш, нели, или што сакаш да го споделиш и дека на некој начин јас ќе бидам тука за тебе, да те изслушам, да не те осудам, можеби во градење на таа безбедна средина. Но сепак поставувањето на граници како родител, нели, во смисла на кои се правилата во семејниот систем, како ние живееме, кои се вредностите, што правиме, што не правиме, како се однесуваме едни спрема други. Значи зборувам за такви граници. Тие можат да се испреплетени низ овој пријателски стил, па на некој начин да се има добар исход на сето тоа. Можеби е повеќе во правец на начинот на кој што ние тоа го правиме, но сепак би рекла дека границите би требало да постојат. Значи не да се толерира и пропушта се без да се даде, например, понекогаш и критички осврт кој би бил конструктивен. Значи, ако јас сум пријател со моето дете, можеби да го слушам, обезбедувам простор, но ако забележам дека нели некаде детето можеби не го користи потенцијалот или се однесува на начин на кој што се повредува себе си или ги повредува другите. Значи тука е нели на некој начин родителската улога насочена кон посочување. Значи да посочам дека може и поинаку, да посочам дека има и друг начин. Можеби да понудам помош и поддршка да го истражуваме тоа или да бараме некои други алтернативи. Но тоа не пријателски за мене би било ако замолчам и прифатам како и да ги кажам нема врска, ти си го направи своето, нели, не мора да се трудиш. Ова можеби е повеќе во правец на поттикнување, постојано да окей, ова не работи, да, можеби сгреши или успехот на училиште не е доволен, но ајде да видиме што би можеле да направиме, што можеш ти од твоја страна, што можам јас од страна на родител или дали да вклучиме други лица кои што на некој начин би биле тука стручни во нешто повеќе и така натаму. Значи не е идејата само да го оставиме и да викам ајде нема врска, слаб ти е успехот, меѓутоа нели ние сме најдобри пријатели и прифаќам. Во тој контекст мислам дека повеќе е до начинот како. Ако е слаб успехот, оправдано е понекогаш родителот да викне, да искара, апсолутно. казни, награда, прифатливо е? Све зависи и од детето, и од што функционира, и е оправдано. Понекогаш, во смисла на тоа да се покаже дека има работи преку кои што може да се пројде и има работи каде што навистина би требало да се интервенира. Мислам, ние не би требало како родители да си забрануваме да ги изразуваме сите чувства, вклучувајќи и лутината. Значи, ако некогаш родителот се чувствува луто, во ред е да каже дека нели твоето несување или ова што го правиш ме лути, можеби не да посочи на детето како ти си ваков и таков, нели? Или заради тебе ова мене ми се случува, туку можеби да зборуваат за проблемот. Да не биде комуникацијата насочена на личноста, туку ние имаме проблем. Нешто се случува во контекст на училишниот успех за кое што би требало да разговараме. Значи да седнеме и да разговараме. Така да и доколку се лутам во врска со тоа, пак е до начинот на кој што го искажувам. Нели ова сега викаме да викне, зависи и тука интензитетот на викањето и квалитетот и квантитетот на искуството. Во која функција јас го кажувам тоа, со кој тон го кажувам. Значи што тоа менува? Дали ако нели викнам детето на вистина ќе изреагира и ќе одговори или ќе се замрзне?
Значи има тука разлика и од дете до дете и од начинот на кој што сето тоа се кажува. Сакам да кажам дека не е погрешно ако искаш Нема жамутина. универзален пристап, Нема универзално универзален правило. пристап и многу е битно да видам реакција, нели? Каква е реакцијата од друга страна? Дали ова помага или прави да е полошо? Значи да го проверувам цело време. Дали ова ти помага? Некои деца ќе кажат да, ова ме мотивира. Кога некој ќе ми каже вака, вака и вака, нели, овде и овде можеби можеш нешто да подобриш, ова ме мотивира да нешто направам. И обратно имаме деца кои што на таква иста реакција, значи ќе се повлечат комплетно и нели уште на некој начин ќе оневозможат да се допре до нив. Значи тука е тоа се тие финеси, нели, и осетливост, сензитивност во однос на докаде, колку, како и кога. И во различни ситуации различно. Нема универзално правило, секако. А како ние да процениме дали сме добар родител или не? Да препознаеме доколку не сме? Има ли некои знаци? Што кажуваат на доброто родителство? Да, многу интересно прашање. Нели, сега, кои се критериумите за добар родител? Мислам дека секој човек има своји критериуми, секој родител. Веројатно, ако го прашаме, ќе каже според него што значи добар родител и пак тоа ќе биде врзано со сите искуства што таа индивидуа ги имала и во растењето и во, нели, бивањето родител. Така да јас не би ги ставила во толку нели јасни категории на добар и лош. Мислам дека се варијанти, варијанти што се измеѓу. Во исто време би рекла дека ние сме и добри и лоши. Значи можеби некогаш постапуваме или реагираме од позиција на правење на нешто што е корисно, понекогаш реагираме од позиција на свесно или несвесно, нели, на нешто што не функционира, но тоа не прави лоши родители. Так. Значи, повеќе во нијансите, во таа флексибилност да се истражувам себе си, нели, во различни ситуации и да си ги спознам и предностите, но и лимитите како човек и да сум свесна, нели, што е она што го правам во своите постапки. Така да не би ги декларирала родителите како добри и лоши или самото родителствување како такво. Ми се чини дека секој човек се обидува да го даде својот максимум со она што е и во ситуацијата во која што е. И не би ги обесхрабрувала во смисла на, нели, да си стават сега етикета. Јас сум добар или лош. Само да размислуваме дека можеме да бидеме подобри. Дека во исто време ние сме и едно и друго, нели, има и надеж во нашето родителствување и постојан страв, и дека едно без друго не оди. Значи нема надеж без помалку да се уплашиме за нешто, нити пак може да сме само базирани на стравот што ќе биде без да има некоја нишка на надеж. Значи одат во пакет. И ние сме тоа што сме, такви какви што сме. Јас навистина не би ставала етикети дали е тоа добро, лошо. Веројатно е различно во различно време. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Верувам дека ова издание беше исклучително корисно за гледачите. Ви благодарам на сите прашања и на ова убава тема што имавме прилика да ја зборуваме. И да ги поканиме гледачите да ја онлайн школата за родителство на Роса, односно ние видеа кои што се споделени да ги погледнат. Ви благодарам, почитувани уште еднаш за вниманието со кој што не следевте и денеска. Ви посакувам пријатен ден.